Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. 11 староградски песни отпеани на македонски и турски јазик беа дел од концертот што во организација на локалната самоуправа за прв пат се организираше во Кочани. Македонски песни пееше волонтерката од Турција Чидем Таштан. Турските ги отпеа солистот Павле Зашев од музичкото училиште, чиј оркестар свиреше. Публиката беше воодушевена од нивната изведба и ги врати на бис. Љубителите на староградската песна синоќа во салата на Правниот факултет во Кочани имаа можност да уживаат во прекрасна изведба на 11 познати староградски, македонски и турски песни. Концертот е во организација и покровителство на локалната самоуправа на Кочани, во соработка со музичкото училиште Ристо Јоруков и Сдруженијето за подобро информатичко општество Е-свет од Кочани. Песните од типот на Јовано Јованјке, Дафино вино црвено, Се посврши Сербез Донка, Назад, Калино моме и други за публиката вприемливи композиции беа отпеани од солистите волонтерката од Турција во Кочанското здружение за подобро информатичко општество Е-свет Чидем Таштан, која ги отпеа македонските песни, а турските ги пееше солистот Павле Зашев од музичкото училиште. Свиреше оркестерот на Ристо Јоруков под диригентската палка на професор Марија Лазарова. Волонтерката од Турција Таштан со својата изведба ја воодушеви публиката. Во Македонија е прекрасно. Тука ќе бидам уште кратко време и жал ми е што морам да се вратам во Турција. Но пресреќна сум што стекнав вакви пријатели како што се професорите од музичкото училиште Ристо Јоруков. Тие ми ветија дека ваков концерт ќе организираме и во Турција. Но сепак успеавме да го изработиме како што треба, успеав да ги научам турските песни, досега не сум пеел на турски. Ми беше на почетокот малку чудно, но сепак со помош на прекрасната дама, со Чидем, со помош на Чидем работевме напорно и таа ми помогна, ги научих текстовите. Па со оглед на тоа што сите се трудевме и успеавме да го дадеме максимумот од нас, се надевам дека и се допадна на гледачите и ова ни е прв концерт, но не и последен, затоа што се надевам дека ќе направиме уште повеќе концерти понатаму, со поголем замав, со уште поголем оркестар, како да кажам, со поголема организација. Ова е прв концерт на македонски и турски староградски песни. Организаторите остануваат на идејата концерти од ваков тип да се организираат и во иднина, бидејќи преку нив се развива културата, но се разменуваат и искуства со настапите на солисти од разни држави. Откако ги отпеја 11 планирани песни, публиката ги врати на бис, па концертот заврши со познатата македонско девојче, на чија изведба никој не остана равнодушен. Публиката возврати со силен аплауз. И во Кочани има регистрирани случаи на трговија со луѓе, иако се уште се во мал број. Заради нивно полесно откривање се користат странски искуства, што кај нас се пренесуваат со помош од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, која организира обуки за подршка при реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе. Иако се уште во минимални граници, случаите на трговија со луѓе не го одминуваат ниту Кочани. Во изминатиот период регистрирани се неколку случаи, кои засега се табу тема. Јавноста многу малку е информирана за можностите индивидуалната слобода да биде злоупотребена, а од друга страна тоа ретко се пријавува кај надлежните институции. Сепак, користењето странска помош и искуства можат да расветлат многу случаи што можат да се третираат како трговија со луѓе, поради што координативното тело во општина Кочани, што е оформено за превентивно дејствување против овие негативни појави, добива подршка во вид на обука од Германското друштво за интернационална соработка ГИЗ. Ние прв пат кога дојдовме во контакт со Германското друштво, кажешме дека кај нас нема трговија со луѓе, меѓутоа сега со текот на времето, пошто малку сме подлабоко инволвирани во оваа проблематика, гледаме дека и не е баш така. Значи, имаме поединечни случаи на трговија со луѓе кои што така поменува бегло, меѓутоа тука сме сепак да ги канализираме работите. Во салата на Советот на општината се реализираше обука за помош и подршка на жртвите на трговија со луѓе. Соработката со ГИС иницираше проект во кој освен превентивното работење против трговијата со луѓе, опфаќа и социјална заштита на ранливите категории граѓани. Во рамки на проектот, покрај формирањето на канцеларија за социјални услуги која што веќе работи,
имавме за задача и да формираме координативно тело со чинители од институциите, од здруженијата на граѓаните, од верските заедници и денеска ги имаме нив тука присутни. Значи целта е да се презентира деловникот, да се види кои се нивните задачи, кои се нивните ингеренции во делот како членови на координативното тело, за да можеме понатаму одделно да работиме во групи, бидејќи се работи за едно поголемо тело кое што секако не може да работи заедно. На обуката во Кочани имаше представници од повеќе области во општеството, почнувајќи од образованието, детската заштита, социјалната заштита, полицијата, здравството и другите институции. Исто така учествуваше и невладиниот сектор, кој е вклучен во обезбедувањето социјална заштита, како и верските организации. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против Оризарец и Виничанец заради фалсификување евра. Банкнотите ги набавиле од соседна Бугарија. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 32-годишниот Л.Ј. од населбата Оризар и Кочанско и 34-годишниот В.М. од Виница за сторено кривично дело фалсификување пари. Едниот од нив ги внел парите од Бугарија во Македонија, а другиот пазарувал со нив. Првопријавениот во средината на мај од соседна Бугарија набавил 44 фалсификувани банкноти во различни поени во вкупна вредност од 4000 евра, пошто една банкнота од 100 евра му ја дал на второпријавениот кој на 26 мај годинава ја употребил како вистинита прекупување прехранбени производи во продавница во село Горни Подлог. На 2 мај полициски службеници извршиле претрес кај Оризарецот Л.Ј, при што биле пронајдени фалсификуваните банкноти. Незадоволство од Комисијата за полагање возечки испит искажа на прес со новинарите кандидатот за возач Мустафа Саидов. Се пожали дека бил оневозможен да поднесе приговор, а имал и вербални закани, поради што случајот го пријавил во полиција. Обидот по втор пат да го полага практичниот дел од возачкиот испит за кандидатот Мустафа Саидов се покажал како неуспешен. Комисијата за полагање му регистрирала неколку грешки за време на испитното возење, поради што на крајот бил известен дека ќе мора да се јави и по трет пат. Лично тој имал забелешки за оценувањето од страна на претседателката на комисијата, поради што решил да го искористи своето право за приговор. Кога влезе во канцеларијата, жената беше прилично изнервирана, можам да кажам, не знам, прилично револтирана, не знам од што. Ме види и вика што е ова, викам приговор. И вика знаете ли што? Знаеш ли што? Викам да, кажи. Вика ти си вика ѓубре. Ти си вика партал од возач. Излаве вика надвор материна со тие зборови и вика ти свесен ли си на колку приговор му поднесуваш? Умеѓу време таа го стутка приговорот, го фрли на земја. Значи еден од тие кои беа во салонот ми го даде приговорот и јас реков вака стуткан ќе го поднесам и повторно ќе го поднесам. Според Саидов дошло до немила ситуација во која писмениот приговор му бил искинат. Парчето како што ми стоеше во рака се пушта кон мене и директно ме напаѓа, го граба приговорот со едната рака, го влече, го кине, значи го кине приговорот. Во тој обид ме гребе по раката, имам само една гребаница и во тој момент ми вика еве ти го сега скинато и оди кај ќе се жалиш. Веднаш го пријавив настанот во полиција, што и понатаму како полицијата направи, не знам, немам информација како е постапено понатаму. Има разни шпекулации, но јас ќе бидам упорен и ќе барам од полицијата одговор за ова што и како е постапено. Со оваа пресконференција ги охрабрам сите млади кои што имат такви проблеми или слични проблеми како моите, да не молчат, да не премолчуваат. Саидов ја отфрли можноста да бил дискриминиран по етничка основа, а рече дека ќе чека поради навредите неговиот случај да добие разврска пред правосудните органи. Канал 8 ја контактираше Комисијата за полагање возечки испити во Кочани во врска со случајот. Оттаму рекоа дека ќе се воздржат од коментар, а за сите правни и други последици што ќе произлезат понатаму, ќе побараат соодветна правна и законска заштита. По почетниот интензивен ангажман за собирање потписи против наплата за паркирање во Кочани, носителите на граѓанската иницијатива се најдоа во пат ситуација. По неприфаќањето на нивните заложби од страна на Советот на општината и барањето потписите да се соберат во просториите на Државната изборна комисија, иницијаторите на петицијата размислуваат за други можни решенија.
Носителите на иницијативата за собирање потписи против одлуката за платено паркирање и покачување на цените на комуналните услуги не се изненадени од формалното неприфаќање на нивната идеја од страна на локалната власт. Свесни се дека поставените законски одредби за собирање потписи не овозможуваат иницијативата да се реализира докрај, иако се надевале дека ќе проработи свеста кај сите членови на Советот на општина Кочани. Во меѓувреме, целата работа како малку да стивна, особено откако идејата воопшто не најде на разбирање кај власта. Малку попасивно продолжија активностите и еве користам прилика да се извинам и до јавноста и до сите 1700 потписници, што обратно ги поставивме работиве у самиот старт. И тоа е и добар доказ на господата од партијата на власт дека навистина нема никаква политика и партизација во нашата исклучиво граѓанска иницијатива. Зашто ако ние навистина имавме поддршка од опозицијата, тие ќе не упатеа точно по правиот по вистинскиот протокол на движење како треба да оди една иницијатива. Сабовљевик Стоименова вели дека целата процедура за официјално собирање потписи, односно за организирање петиција, е премногу комплицирана и тешко може да се изведе во нормални услови. За да започне иницијативата за собирање потписи, потребна е поддршка од 100 лица, а потоа за да се најде како точка во Советот, неопходно е да се соберат потписи од најмалку 10% од запишаните гласачи во општината. Првичното тумачење е така, дека 2800 луѓе треба цирка, нели рековме, по работното време како што работи канцеларијата на државната комисија, да доаѓат и да се потпишат. Тоа е веќе силна машинерија за покренување. Тука треба и луѓе, тука треба и средства, ние тоа си го на минимум сведовме, немаме изор, одма да го расчистиме, имаше многу дилема меѓу сограѓаните, која владина организација ја застапувам или не владина, нема организација. Човек, организација. Е уште еден доказ дека човекот е сепак поголема сила и од организацијата. Иако граѓанската иницијатива се покажа како неуспешна, односно не беше прифатена од локалната власт, носителите на идејата се задоволни што поддршка им дале околу 1700 граѓани. Сабовљевик Стоименова рече дека ќе продолжат консултациите со правни лица за тоа како може вакви и слични одлуки, како што беше воведувањето платен паркинг, да бидат стопирани или изменети со помош на граѓанската реакција и незадоволство. Текстилните струки понатаму остануваат неатрактивни за учениците. Ниту стипендиите што се воведоа годинава, него зголемија интересот кај осмооделенците за оваа образовна насока во средните училишта. Текстилните струки понатаму остануваат неатрактивни за учениците. Од вкупно 180 слободни места во Виница, Штип и Делчево, во првиот уписен рок се запишале одвај 30 ученици. Слабиот интерес за овие струки не е новина, туку е само продолжение на трендот од последните неколку години. Освен за училиштата, слабиот одзив на учениците е проблем и за стопанството. Текстилните компании веќе одреден период го посочуваат недостигот на работници како основен и флуктуацијата на веќе вработените како дополнителен проблем. Во обид на училиштата да им се обезбедат ученици, а на стопанството работници, општините Виница и Штип понудија и стипендии од по 2000 денари месечно за новозапишаните средношколци. Инаку во средното општинско училиште Ванчо Прке во првиот уписен рок се запишаа само 109 ученици, бројка што не остава простор за задоволство во училиштето, кое што предвиде квота од 360 ученици. Ковниот број на завршени осмооделенци во основните училишта во оваа општина беше 171. Гимназиското образование предвиде 170 места за идните средношколци. Второто пријавување е на 30 јуни и 1 јули. Тогаш ќе се формира и појасна слика за интересот и точниот број на новозапишани средношколци, што пак ќе даде податоци за уписната политика што треба да ја спроведуваат училиштата во следната учебна година. Продолжуваме понатаму со останатите содржини во вестите. В сабота и в недела премиерно ќе биде изведена представата Семени приказни. Станува збор за професионална театарска представа и одбрана на дипломска работа на режисерот Ангелчо Илиевски. Актерите и режисерот Илиевски изразија незадоволство од општината заради неподржување во проектот.
Театарската представа Семени приказни во режија на Ангелчо Илиевски, текст Билјана Сребјановиќ, ќе им биде на располагање на кочанци за време на викендов. Станува збор за професионална театарска представа, дипломска работа на режисерот Ангелчо Илиевски. Сценографијата е на Катерина Соколова, актери Јанка Левкова, Нина Максимова, Дени и Благојчо Стојанови. Ова представа работиме во копродукција со Факултет за драмски уметности. Ова е дипломската работа на Ангелчо. Уште еднаш да нагласам дека утре имаме предпремиера, а задутре е премиерата. Значи, влезниците се ограничени, мора да навестим, бидејќи самата представа се игра на сцена. По напорна работа од повеќе од 2 месеци, актерите успеале да направат една комплексна театарска представа од која се задоволни. Во еден помал простор се случуваат многу комплексни ситуации, решени семејни приказни, инспирирани од едно општество во кој живеат овие деца. Тоест, актерите играат деца кои во текот на представата играат возрастни. Значи, децата се инспирирани од возрастните и при тоа прават своји семејни ситуации. Илиевски додаде дека голем потфат е да се направи ваква представа во Кочани, затоа што не добиле никаква подршка од општината и градоначалникот Димитровски. Ми е криво што за оваа представа не се одзва и општината Кочани, која што требаше да го земе ова као свој историски настан, пошто после 50 години во Кочани се ствара една прва професионална представа и на кој требаше позитивно да одговори, али тоа е тоа што можевме да го направиме. Без разлика на се, јас мислам дека ние направивме успешна представа, изградивме еден посебен свет во кој сите заедно уживаме, работиме, мислам, има преголема динамика, преголема енергија, има повеќе приказни што се надополнуваат една со друга. После 6 години пак се враќам да играм во Домот на културата во Кочани. И од една страна ми е многу мило и сум многу среќен. Од друга страна, од сите ситуации и од целата ситуација во градот и од тоа што немаме никаква подршка од општината, ми е малце жал, морам да признам, ама тоа е тоа. И не можам да сватам една работа. Се враќам постојано во Кочани, сите млади се жалат дека културно-забавниот живот е на многу ниско ниво, се повеќе и повеќе. И една шанса и не знам колку сите знаат дека општината во име на сите млади одлучи дека на Кочани не им е потребен театар. Представата е комплетна приказна која е јасна и за обичниот гледач. Секој на свој начин може да ги открие сите символи, метафори и знаци присутни во представата, која сама по себе нуди многу и представува богат свет во кој актерите развиваат свој систем. Преку представата актерите докажуваат дека театарот не е место во кое може само да се ужива и да се помине време, туку напротив, нуди можности луѓето да можат да се пронајдат себе си. И за крај спортската информација. Николчо Колев, кандидат за нов селектор на македонската гимнастичка репрезентација. Клубот за гимнастички спортови Кочани со 15 надпреварувачи заминува на повеќебојот во Охрид. Вечерва во 20 часот во хотелот Слив ќе се одржи состанок на техничкиот комитет на кој ќе се гласа за нов селектор на гимнастичарите и претседател на техничкиот комитет. Меѓу кандидатите за нов селектор е и Николчо Колев, тренер на клубот за гимнастички спортови од Кочани. Актуелен селектор на македонската репрезентација во гимнастика е Ангел Наумовски, а претседател на техничкиот комитет Марија Штрабац. Наместо 12 на пионерскиот повеќебој што ќе се одржи во Охрид во периодот од 29 јуни до 4 јули, клубот за гимнастички спортови ќе настапи со вкупно 15 надпреварувачи. Во конкуренција до 9 години ќе настапат Антонио Јаношевиќ, Славче Гицев и Даниел Димитров. До 11 години Ристе Симеонов, Димитри Спасов, Давид Арсов и Петар Паунов. Во конкуренција до 18 години Петар Каров. И во женска конкуренција Драгана Симеонова и Ивана Јаношевиќ до 16 години, како и Христина Анастасова, Емилија Стојановска и Ана Николова до 18 години.
Заврши петочното издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд.